ми пиша, ми се Да. јавија, имаше луѓе кои што ми пишаа дека плачеле додека ја гледале емисијата и главната причина зашто такви емоции се разбудиле кај нив беше констатацијата дека веќе нема такви луѓе. И нема такви емисии. Да. Нема емисии, Нема такви емисии. Па не, гледај се, значи Жежов е извореден познавач на историјата на ВМРО. Пред Жежов тоа беше и истовремено ли се да не се увреди Жежов, бидејќи на исто ниво ги ценам, тоа беше Зоран Тодоровски. Зоран Тодоровски нели беше и пред мене директор на Државниот архив. Да. И он има многу добра соработка и така натаму. Ја имам многу добра соработка. Има В и има М со Жежов. И Жежов е во моментот најголемиот жив познавач на историјата на историското ВМРО. Значи, човеков е, не знам дали спомнавте, вчера ја пишуваше енциклопедијата на ВМРО. Сум бил на промоцијата, е извореден проект. Ги спомнавте македонски дејци. Значи, неколку проекти кои што ги, како да кажам, мецена им беше Груевски. Значи, Груевски имаше еден извореден сенс дека треба да се објавуваат книги, дека треба да се објавуваат монографии и книгите, by the way, што ги покажат и вчера, монографиите кои што специализиране Жежов за монографии, он добро знае дека монографии се пишуваат еднаш у 100 години и поретко. Има македонски војводи кои што немаат монографии. Непознаница се. Значи да не беа тие македонски дејци, да не беше издвоената книга за Ќосето или за Чакаларов, и Чакаларов го спомнавте вчера, Коте од Рулја и така натаму. Значи никогаш немаше да биде расветлена и животната приказна и преплетувањето со историското ВМРО. И тука Жежов е пар екселанс број еден авторитет во Македонија. Значи не познава никој подобро таа историја. Има историчари, значи не викам дека нема историчари, но некои се за други периоди. Голем дел од историчарите се површни, има препишувачи и така натаму. Жежов е човек кој што е на место, да не кажам дека ми е жал, ја мислев и кај мене у Cyber команда да дојде. Јас му предложив и да направиме серија на емисии, во смисол на документирање на овие работи, што се во книги. Знае зашто, Мечка? Затоа што дел од работиве што се во книги, никој никогаш нема да ги прочита во оваа држава. Да не се лажеме, во Македонија нема навика за читање на книги. Но, еве да речеме, новиот модел на учење, овие вакви подкасти и овие вакви емисии може да служат и за учење. И оставаат трага на нов модерен начин. Значи не мора да го прочиташ, ќе седнеш, ќе изгледаш емисијата, ќе пуштиш 1,5 спид, 2 сата ќе ги изгледаш у сат и 20 минути или нешто така и ти си научил, ако те интересира таквото нешто. И сведоштвата кои што он може да ги остави не се доволни за овие 3 сата од вчера. Да. Него може да се направат 33 сата у една сезон. Да. И меѓутоа човекот е плоден, значи работеше и се уште работи, мислам и во иднина дека ќе работи. Објавува книги, ги објавува сам на маргините, никој не му помага. Ова е на некој начин забранета историја. Значи ова не е популарна историја. Историја на ВМРО, историја на Ќосето, историја на војводите и така натаму. Вчера многу ме заинтригира кога го прашавте за Ќосето.